Сигурно сите ја знаеме сликата на светото семејство, онаа спокојна, безвременска икона. Но што ако за таа совршена фасада се крие приказна полна со опасност, недоразбирања и една изненадувачки модерна историја? Па, ајде да видиме што се крие зад сето тоа. Да почнеме од она што на сите ни е познато. Сликата што е длабоко врежена во нашата култура, таа идеализирана представа за светото семејство. Еве ја таа слика. Исус, Марија, Јосиф, се изгледа така совршено, нели? Тотална хармонија. И ова не е само некоја слика, ова е темелот на христијанската иконографија. Символ за мир, за идеално семејство. Со векови, оваа слика ги инспирирала и уметниците и верниците. Буквално се создал еден мочен културен калап за тоа како треба да изгледа едно свето семејство. Ама, тука доаѓа прашањето. Дали ова е навистина целата приказна? Затоа што, ако се нурнеме малку подлабоко, и во текстовите, и во историјата, работите стануваат, многу покомплицирани и искрено, многу поинтересни. И тука влегуваме во библиските извештаи. Заборавете на мирни ренесансни слики. Оригиналните евангелија, тие се полни со вистинска човечка драма, со страв, со мистерија која дури ни најблиските на Исус не можеле секогаш да ја сватат. Прва, нивната приказна не почнува во некој топол мирен дом. Не, почнува со бегство. Зборуваме за политички прогон, за статус на бегалци. Буквално, семејство кое бега за гол живот. Само слушнете ја итноста во ова. Стравот е речиси опиплив, нели? Ова не е некоја метафора. Ова е чиста, директна смртна закана. Ангел му се јавува на Јосиф на сон и му вели: бегај. Бегај од крал кој сака да го убие детето. Значи, нивната приказна не почнува со мир, туку со панично бегство среде ноќ. И ова бегство, оваа закана, не е случајна. Всушност, целата работа е многу намерно поставена. Евангелијато според Матеј ја плете приказната за Исус така што неверојатно потсетува на Мојсей. Пораката е кристално јасна. Како што Мојсей го ослободил својот народ, така Исус е тука како новиот Мојсей, да донесе, ново ослободување, нов завет. Но драмата не застанува тука, воопшто. Ајде да скокнеме на еден друг настан, овој пат од Евангелието според Лука, кој можеби уште подобро ја покажува човечката страна на ова семејство. Зборуваме за моментот кога го изгубиле својот син. Еве, овде ја слушаме Марија. И ова не се зборови на некоја смирена светица. Не, ова се зборови на мајка во паника. Тоа е чиста, нефилтрирана емоција. Замислете, 3 дена го барале. Тоа е крик на родител кој поминал низ агонија, низ страв. Болката и збунетоста се толку очигледни. И тогаш, одговорот на 12-годишниот Исус е тотално збунувачки за нив. И клучниот дел доаѓа веднаш потоа. Евангелијато експлицитно вели: тие не ги разбраа зборовите. Ете го моментот. Целата таа идеја за совршена хармонија, самата Библија ја руши. Очигледно постои јас помеѓу неговата мисија и она што тие, како родители, можат да го разберат. Добро, логично прашање е, ако Библијата зборува за кризи и недоразбирања, откаде ни е тогаш таа слика за мирно, совршено семејство? Одговорот, изненадувачки, не е толку во древните текстови, колку во многу поновата историја. И оваа временска рамка открива нешто стварно фасцинатно. Идејата за светото семејство, онака како што ја знаеме денес, воопшто не е од првиот век. Се развивала полека, со векови. Почнува во 17 век, па продолжува во 18, за на крај, дури во 1893 папата Лав 13 официјално да го востанови празникот. Значи, зборуваме за нешто што е релативно ново. И тука е клучот. Зошто баш тогаш? Издигнувањето на оваа икона било во суштина стратешки потек. Тоа е време кога црквата губи дел од своето влијание, а од друга страна се појавува новиот идеал – буржуаското, нуклеарно семејство. И што прави црквата? Го зема тој модел и вели: еве го совршениот пример – Исус, Марија и Јосиф. Тоа било начин да се поврзат верските вредности со новиот општествен идеал. Постои еден одличен концепт што го објаснува ова, се вика живеана религија.
Во основа, тоа значи дека религијата не е нешто статично, нешто запишано во камен. Таа постојано се менува и се прилагодува на културата, а идеалот за светото семејство е, совршен пример за тоа. Имаме древна приказна која се прообликува за да има смисла и да одговори на потребите на едно сосема ново време. Добро, сега, ајде да ги споиме двете парчиња од сложувалката. Ја имаме древната приказна и го имаме современиот символ. И контрастот е огромен. Од една страна, Библијата ни дава приказни за криза, опасност, бегство, недоразбирање. Значи, сурови, реални работи. А од друга страна, имаме модерна икона на спокој, хармонија, совршено разбирање. Станува повеќе од јасно, нели? Сликата што ја имаме во главите е повеќе производ на историјата, отколку на оригиналните текстови. И можеби токму тука лежи вистинската поента. Можеби целта не е да се стремиме кон некој совршен, недостижен идеал за мир. Можеби, како што вели овој цитат, светото, божественото се наоѓа токму во хаосот на реалниот семеен живот. Со сите кризи, сите недоразбирања, но и сите моменти на вистинска длабока човечка поврзаност. На крајот, целата оваа приказна за светото семејство не учи на нешто многу важно. Да гледаме под површината на символите што ги цениме. И тоа не остава со едно прашање за размислување. Кои се денешните совршени слики што ги прифаќаме здраво за готово? И какви комплицирани, хаотични, но можеби и многу повистинити приказни се кријат зад нив?